Една мисла вели: во животот ќе сретнете два типа на луѓе. Едни ќе ве подигаат нагоре, а други ќе ве носат надолу. На крај ќе им бидете благодарни и на обата. Луѓето кои што ве подигаат нагоре се оние кои што ве учат за мудростите на живеењето. Тоа се вашите родители, некоја баба или дедо со нивната топлина и луцидни кажувања, чие што значење дури отпосле ќе го разберете, некој мудар чичко или тетка, некој добар професор од школа кој што се уште го паметите и за кој што зборувате, некој кој што ништо не ви кажал, но ви покажал, некој мудар човек или минувач кој што во наводници кажано случајно сте го сретнале, некоја прочитана книга или добар филм. Некои остануваат подолго време и ве учат како да ги правите нештата. Други пак ќе ви кажат само неколку збора, но ќе отворат цел процес на осознавање во вас. Луѓето кои што ве носат надолу се исто така ваши роднини. Може би некои бивши пријатели, познаници, поблиски или подалечни. Ви прават проблеми, го сопираат вашиот напредок, ви ги ограничуваат можностите, ви ги одземаат шансите, ви ги зголемуваат стравовите и ви ги продлабочуваат комплексите. Луѓе кои што ве држат во стагнација, не ви даваат да пораснете, па дури и ве малтретираат повеќе или помалку, физички, емоционално или ментално. Често доаѓате во ситуација за која што мислите дека нема излез, дека ви се врзани рацете и дека ништо не можете да сторите. Се додека во еден момент не се пробудите. Некој се буди одеднаш, како сонцето што изгрева од зад планината и го осветлува целиот предел. Друг се буди постепено, можеби и со години. Како изгреј сонце што не можеме да го видиме зашто пределот е таков. Светлината се појавила, идејата дека нешто можеме да направиме за себе е тука, меѓутоа и треба време да созрее. Се бори со нашите стравови, сомнежи, преиспитувања, што е исправно. Треба време да созрее додека сонцето го видиме над планината. Да се пробудите и решите дека конечно треба да направите нешто за себе, значи дека сте нашле начин да ги разбудите своите внатрешни потенцијали. Исто така, значи дека сте сватиле дека одлуката да действувате е ваша. Сте сватиле дека сте креатор на вашиот живот вие, а не другиот. Дека на вас е дали ќе оставите другиот да ви диктира што ќе правите и како ќе живеете, или ќе ги земите уздите на својот живот во своји раце. За да се пробудите, сигурно ќе треба да направите многу нешта. Да побарате стручна помош, да читате, да размислувате, да се преиспитувате, да медитирате, да правите вежби за да имате енергија, да развиете нови способности, 100 пати да паднете и 101 пат да станете. Додека конечно не го најдете одговорот, не ја најдете светлината на знаењето кој што ќе го осветли патот по кој што чекорите.
И тогаш сваќате дека сте се промениле, дека сте пораснале, дека сте станале помудри и поспокојни, дека сте се отвориле кон животот и сте научиле да му се радувате. И токму поради овие постигнувања, на крај ќе дојдете до духовниот квалитет од срце да им се заблагодарите на луѓето кои што ве носеле надолу, кои што сте ги сметале за непријатели. Зашто да не биле тие, никогаш толку не би се потрудиле нешто да направите за себе и нешто да остварите. Кога нештата во нашиот живот се случуваат рутински, вообичаено, тогаш рутински ги користиме своите способности. Но вонредните ситуации ги разбудуваат внатрешните сили за кои што не сме ниту свесни дека ги поседуваме. И на крај сваќаме дека и луѓето што не подигале нагоре, како и луѓето што не носеле надолу, ни помогнале. И благодарни им сме на помошта. Исто така сваќаме дека некои од овие улоги, а најчесто и двете, ги играме и ние за некој друг.